Početovani gosti, dami i gospodo, ovije prekrasni zvuci nego vedува во една прекрасна вечер промоција на книгата Црквата во служба на човекот од нашиот бискуп, негова екселенција монсенјор доктор Киро Стојанов. Ова е дело на кое бискупот работел и се посветил со љубов одреден период од својот живот, а со кој сакал да го долови она што е свето, а тоа е семејството. На ова наше дружење, каде има голем број на верници и почитувачи на пишаниот збор, почитувачи на духовното дело, кое е подарок за сите нас, би сакала да ве поздравам и заблагодарам за вашето присуство, но да не договориме повеќе ние. Наместо нас, оваа вечер, нека говори убавиот пишан збор. Можеме помислено и храбро да заклучиме дека црквата постои и паѓа според светоста на христијанските семејства. Затоа денес е важно особено да се согледа улогата на семејството не само во општествената сфера, туку и на планот на верата. Здраво семејство, здрава црква, здраво општество. Светоста на семејствата е светост на црквата и посветување на општеството. Заради тоа, во животот како христијани, не можеме да одиме по друг пат на обнова, освен со обновата на сакраменталниот брак, а не можеме ни да сочуваме својот народ, ниту својот идентитет, идентитет на тој народ без здрави семејства, кои својата сплотеност ја градат врз Бога и врз неговата милост. Почнавме со еден мал дел од книгата како вовед во она што следува. Па затоа го поканувам Дон Давор Топич, Скопски катедрален парок и декан, да ги најави промоторите на книгата. Вашата екселенцијо, монсенјор Киро Стојанов, Вашата екселенцијо, господин Стефан, почитувана директорке на спомен домот на братина мајка Тереза, госпожо Рената Здраковска, почитувани гости, промотори, сите од срце ве поздравувам и ви благодарам за присуството. Вечерва тука, домот на мајка Тереза, се собравме по повод промоција на книгата Црквата во служба на човекот, во која е содржан говор за семејната заедница и заедницата на посветениот живот од нашиот бискуп Стојанов. Во време кога се губат и гасат одредени вредности, кога на семејството исто така му се закануваат растешки напори на некои за редефиниција на самата институција на бракот, релативизам, култура на смртта и поминување, недостаток за отвореноста кон животот. И ова книга сака да не потикне и освести дека треба да се бориме против колонизацијата на новите идеологии. Како што ни кажува Папа Фрањо, постојат форми на идеолошка колонизација која сака да го уништи семејството. Не треба да ја изгубите мисијата која Господ ни ја даде од посланието на семејството. Секоја закана на семејството е и закана на самото општество. Иднината на човештвото, како што многу често говорил Иван Павле II, доаѓа преку семејството.
i dniната доаѓа преко семејството. Му честитам и му благодарам на бискупот на неговата грижа и охрабрување која ја дава на семејната заедница како црква во мало и на темелот на општеството и на заедниците посветени на животот. Вечерва имам големо задоволство да ги представам промоторите на ова прекрасно дело. За првиот дел од книгата Година на семејството свој осврт ке даде господин Дарко Мајдич, дипломирани теолог и татко на 6 деца кои живе во Куманово. За година на посветениот живот ке говори сестра Мартина од редот на сестри Еваристинки. Од стручно гледиште своје мислење ке даде и госпожа Катица Трајковска-Абјанич, која е председател на Сдружењето Радио Марија Македонија. Промотори, поверите. Благодарам, Давор. Molim da izvinete, ja sam, kako znate, od Zagreb, tako da moj materinski jezik je ne makedonski, nego hrvatski, tako da evo imam ovdje napišeno. Pa izvinite za pogreške ako je bilo koje. Naš drag biskup, monsignor Kiro Stojanov, minatete godini vo svojata pasijska griža. Ja prepozna potrebate na akti, na razmišljanje, na glasovanje, na dvete temeljni karizmi koji ja sačinula crkvata. I bez koji crkvata ne može da bide, a to su semejstvoto i sveštenistoto. Ako ja otvorime Biblijata i go proučime prvo to poglavlje na knjigata na bitje, te najdeme na prvite zborovi, što Gospod gi iskaže na čovjek od koga go sozda. I je glasan: plodete se, množete se i napolnete zemljata i gospodarete nad neja i ovladete i morskite ribi i nebeskite ptici i site životni što laze po zemljata. Iz bitje prva glava. Plodite se i množete se, napolnete zemljata. To je zbor koji ne je daden na jedan čovjek. Videći to ne bi može da ga ostvari. Prva ta zapoved koja Gospod je objavil, Adam ne bi može da je ostvari bez Eva. Nitu Eva bi možela da je ostvari bez Adama. To ne je ništa novo za zabeležuvanje, no svedoci sme deka živeme vo vreme to koga to je mnogo lesno da se zaboravi. Poradi toga, ne je ni čudo deka čovjekot na crkvata, pastirot koji se griži za svoje stado, se odluči da prozbori mnogo seriozno za vrednosta na semejstvoto. Monsignor dr. Kiro Stojanov, vdahnoven so duhot koja vodi crkvata, se odlučil da gi proglasi ne samo jedna, tuku dve, posle donateljnih godini vo našata mesna crkva, godini na semejstvoto. Njegovo to vidljivo založuvanje za vrednost na semejstvoto teško li može da se svede samo na propoved, no u ovoj osvod se zanimava me sosodržiната na knjigata koja je pred nas, a to je tokmu pišanata zbirka na ovaj vid na deluvanje na našoj pasti. Vo neja so ostanite temi vrzani za praznicite i posveteni od život, te pronajdeme mnogo stranici posveteni isključivo na vrednostite na semejstvoto. Nema na ovoj stranici da gi pronajdeme kompliciranite rečenične konstrukcije koji bi se izučavale i iščituvale na visokite učilišta. To ne je ni na ta cel. Celta je odsvetuvanje za sve ono što je iskaženo za semejstvoto vo pastoralnite pisma i vo ostanite prigodi za sve ono što je toliko temeljno, što nije sušnost go znajme i veruvamo, no samo poradi toliko dnevnite griži najčesto ne stignuvame da se prisetime, zašto sme sušnost povikani na ovoj život i vo ovoj svet i ko je ono što ne povikao. Knjigata što je pred vas podeljena je temeljno na dva dela koji se odnesuvat na dvete godine. Prvata je godina posvetena na semejstvoto, a vtorata na semejstvoto i posvetenje od život. Една без друга не оди. Како што веќе кажавме, па двете теми проникуваат една во друга и нема да најдеме на строга подела без
vrz osnova na koja bi moželi da kažeme na koja stranica točno se nalađa doktrinata za semejството, a na koji stranici za posvetenje od života. Nemamo ova kratko predstavljanje da se zanimаме детално со содржината на книгата. Туку на секој читател ќе му препуштаме да се препусти на доктрината многу јасно и сватливо изложена. Токму затоа што содржината на книгата е представена секогаш преку диалогот на пастирот и неговото стадо во контекст на пастирските посети. По првата година содржината во голем дел го допира семејството и низ 8 пастирски писма и останати поводи за излага важноста и вредноста на семејството, без кој не може да се има ниту црква, ниту човечкото општество, барем не она кое би било достојно на човекот и според планот кој Господ го има за него. Може да се помисли дека во оваа година е искажано толку многу и толку јасно за богатството кој црквата го има врзано за семејството и дека уште една година посветена на семејството би била претерувана. Но токму со продолжување на оваа година на посветено за уште една година потврдува дека нашиот пастир мисли сериозно секај пат кога говори и во своите хомилии и во своите писма, а неретко и во личните средби со нас за вредностите кои ги има христијанското семејство денес. Доколку во првата година мнозинството на кажаното беше посветено на говорот за семејството, во годината на продолжение може да се забележи еден интимен тон. Иако наоѓаме елементи и на едниот и на другиот во сите говори на отецот бискуп, можеме да кажеме дека во втората година, барем во ова пишано дело на нашата збирка, бискупот зборува не толку за семејството, колку му се обраќа на семејството. Се обрнува на секој од нас, бидејќи секој од нас доаѓа од семејството, како тоа и да било. И не повикува на семејната молитва, на меѓусебен диалог, на воспитување и на заедниште. Ова се сите работи без кои семејството не може. И исто така без кои не може ниту човечкото општество, ниту црквата. Навистина е денес нашиот живот комплексен и тој нема смисла да се сведува на една или две работи. Свесни сме дека во текот на денот поминуваме низ толку различни ситуации и нашиот ден и живот е искомплетен со различни човечки врски, со работа, пријателство, слободно време, духовниот живот. Сепак, секој наш ден редовно започнува таму каде што наоѓа сигурно сидро и пристаниште кој секогаш има отворено место за секој патник, а тоа е наше семејство. На крајот, можам да ви кажам дека сум благодарен на нашиот пастир за сета грижа која секогаш ја има за семејството. Свесен дека и тој доаѓа од семејството. Свесен за сите потреби, но и за сите не заобиколни одговорности кои ги има секој наше христијанско семејство. Препорачувам на секој, без разлика на неговата семена положба и ниво на духовниот живот, да ги земе овие неколку страници и се збогати со зборовите кои кога ќе ги прочитаме, нам ни се подкраде мисла, па јас тоа веќе го знаев. Тука нема ништо што не го знаеме, но има многу тоа што често го забораваме. Му благодариме на Господа што пронајдовме уште еден начин да се присетиме за тоа што е навистина важно. Благодарам. По него го разпостави Бог. Сплотеноста на мажот и жената е родено во неизмерно Божје срце. Бракот е дело на Божјата љубов. На едно прашање до мудрецот: што прави Богот кога го создаде светот? Тој одговорил: сега Бог само ги поврзира мажите и жените во светли брак. Одговорот е многу сликовит и убав. Во Стариот Завет, особено кај пророците, често среќаваме дека Бог се објавува како свршеник, а својот народ го нарекува свршеница. Најубавата книга во Светиот Завет, Песна над песните, на еден преубав сликовит начин го опишува односот на мажот и жената, а пораката на книгата е односот на Бога и неговиот народ.
Кога Исус Христос, второто божествено лице, влегува во нашата историја, влегува низ вратата на едно семејство, на брачната двојка Марија и Јосиф. Кога Исус го започува своето јавно делување, им се објави на учениците како Господар на луѓето. А Спасителот, исто така, се објави на свадбата во Кана Галилејска и таму водата ја претвори во вино. Ако знаеме дека водата е символ на животот, а виното символ на мислата, тогаш јасно ви е дека на свадбата е одзначено подигнување на достоинството на бракот од природен во неприроден чин. Од вода во вино. Апостол Павле во посланието кога ни говори за бракот, говори за неразделното единство на брачните другари, повикувајќи се на зборовите од Стариот Завет. И затоа тие двајца ќе бидат едно тело. И додава, а јас посочувам на Христос и црквата. Да се присетиме дека апостол Павле црквата ја дефинира како Христово таинствено тело. Црквата е тело, а ние сме членови на тоа тело. Христос е глава, додека Светиот Дух е душа на тоа тело. Главата и телото се нераздвоени и творат единство. Светиот Дух е милоста на која се гради тоа единство. Тој оживува, посветува, води и му дава живот на тоа тело. Така христијанскиот брак, како света тајна, е основа од Исус Христос како знак. Исто така се погрижи и за посветените лица, година на посветените лица, за да може да не потакне да бидеме поревностни во нашиот духовен живот. Вториот дел од оваа книга е резултат од 4-кратните средби на Бога посветените лица, на кои неговото високо преосвещенство доктор Киро Стојанов одржа предавања по одредени поводи, секогаш проследени со проповеди кои упатуваат пораки во склад со основната тема за пасторалната 2015 година на Бога посветениот живот. Во своето прво предавање со наслов "Одблесок на Божјата светост во нашиот живот", бискупот ја објаснува темата за светлината на светоста на Бога посветениот живот, да бидеме свети, тоест светлина за другите во својата скромност, едноставност и понизност. Во плотеното Евангелие во животот на Бога посветените лица е вториот наслов. Секој позив на светост се потпира на некој текст од Евангелието. Посветеното лице на Бога, нагласува бискупот, треба да биде Евангелие кое се движи. Од секојдневното живење, говор и однос, луѓето полесно ги читаат и разбират евангелските пораки. Авторот во ова предавање ги потсетува исто така посветените лица дека тие се знак и навестување за секој човек и дека смртта нема мок на уништување, но е врата за нов живот во заедница на сите светци. Во третото предавање бискупот се задржува на темата радосно служење на посветените лица. Повод за овој собир е денот на блажена мајка Тереза, која радосно служеше на Бога во лицето на најсиромашните меѓу сиромашните. Служењето и радоста се дар на Светиот Дух, потенцира авторот. Последниот дел од книгата е озаглавен како "Молитвата е основа на монашкиот живот". Тука неговото високо преосвещенство се задржува на трите завити од монашкиот живот, врз кој се темели нивниот духовен живот преку заветот на послушност, чистота и сиромаштво по примерот на Исус Христос. Прифаќањето на евангелските совети од страна на еден млад човек е дар Божи.
за доследност по патот на посветениот живот на гласува авторот е потребна секојдневна средба со Бога преку молитвата. Благодарам. Што мислите кога ќе го искажете зборот радост? Обично помислуваме на некакво расположение. Најчесто луѓето запрашани на овој збор ги мешат поимите. Радост и весела. Веселоста е плод на надворешни фактори како и алкохолот, друштвото, случувањето. Да се биде весел не значи да се биде среќен, не значи да се биде исполнет, не значи дека ќе се ги реши проблеми. Меѓутоа, радоста е библиски појам. Светиот апостол Павле ја гледува во даровите на Светиот Дух. Зошто? Радост го исполнува целиот живот. Тоа е расположение, а пред се не е временско, туку радоста е постојана состојба на душата, во која човекот чувствува дека е во склад со Бога, со себе и со ближниот. Но тоа е веќе многу потешко и верувам дека чувствувате како тоа не можеме сами од себе. Туку ни треба голем напор и постојана вежба. А пред се Божја милост. Браќа и сестри, секој наш пат е угорница, песење и води на Голгота. И само на Голгота, послушни на Отецот, можеме да го постигнеме залог на радоста. Радоста е дар на Духот, бидејќи вршиме Божја воља. Не може да биде носител на радоста кој е собственот на Бога, посветените лица оној кој не е влюбен во Христот. Јасно, Христот не е страдание, туку е љубов. И тешко нам ако мислиме дека е можно да бидеме Христови без крстот. Христовиот крст од мигот на неговото жртвување стана едноназочен и единствен знак. Крстот еднаков на љубовта. Покажете ми еден светец кој не бил расплака влегол во славата. Исус најповеќе го прослави Небесниот Отец, кога беше расплат на крстот и така го исполни своето послание и волјата на Небесниот Отец. Да се подсетиме дека и блажената мајка Тереза му предаде се на Бога, а пред се своите тешкоти, молејќи го да не ја одземе радосната насладка. Кој не е способен да го прифати страданието како љубов, никогаш не може да вдише радост. Почитувани присутни, Ваша Екселенција, Монсенјор доктор Киро Стојанов. Најнапред да го изразам моето задоволство, но и честа што сум дел од овој прекрасен настан. Како некој кој е голем љубител на книгата и почитувач на пишаниот збор, што за себе го признавам без лажна скромност, со немерлива радост прифатив да бидам една од читателите на уште необјавените текстови кои денес се наоѓаат во оваа книга со наслов Црквата во служба на човекот на Скопскиот бискуп и апостолски екзарх, односно нашиот бискуп Монсенјор доктор Киро Стојанов. Тогаш пред мене се отворија текстови со насоки за свештениците, монаштвото и вероучителите, напишани со јасен и концизен стил, со јазик близок и разбирлив, не само до оние до кои првично се наменети, туку и до секој верник. Текстови проткаени со цврста вера и се разбира длабока теолошка втемеленост. Овие пасторални писма, предавања и проповеди ги доживеав токму во согласност со нивната цел
а таа е навестување на евангелската порака со инструкции за христијанско однесување. Како пасионирана читателка на дела со духовна содржина, оваа книга толку ја препорачувам зашто таа е од оние книги со кои се стекнува мудрост, со кои се просветлува нашиот интелект и која овозможува идеите изразени во неа да се претворат во дела. Света Тереза Августа, спомната во оваа книга, знаела колку добри работи може да се осознаат со читање на книги со духовна содржина, особено за молитвата, и колку многу корисни совети и идеи може да дојдат од тие духовни четива. Ке завршам со цитат од светиот Хозе Марија Ескрива. Не занемарувајте во духовното четиво. Читањето многумина ги направило светци. Книгата Црквата во служба на човекот од монсенјор доктор Киро Стојанов нека ни биде едно од тие четива на кои редовно ќе му се навраќаме. Го поканувам монсенјор доктор Киро Стојанов, скопски бискуп и апостолски екзарх, автор на книгата, да ви се обрати. Бискупе, Ваше блаженство, Ваше екселенции, почитувана господја директорке, браќа професори, браќа и сестри во Христа. Пред да дојдам на ова промоција овде, го прочитав говорот на светиот отец Папа Фрањо, кој што овие денови се наоѓа на своето апостолско патување во Мексико. Го прочитав говорот на кој што тој се обрати до семејствата. Најпрвин тој ги послушал на четворица луѓе кои што таму изнеле своите мисли. Момче кој што е во количка, жена која што е самохрана мајка, брачен пар кој што живее 50 години заедно. И само ќе прочитам 3 реда од неговиот говор. Светиот Отец Папа Фрањо вели: сите ние сме доживеале во разни мигови и форми дека Бог ни дарувал храброст во нашите животи. А тоа е направено затоа што неговото име е љубов. Затоа што името му е бесплатен дар, посветеност, затоа што неговото име е милосрдие, токму по годината на милосрдието. И ние вечерва се сретнавме на промоција на оваа скромна книга, поделена во 2 дела: семејството и посветениот живот. Имаме среќни и несреќни семејства. Среќни семејства се тие кои што сите членови во семејството заедно ги решаваат своите проблеми. Несреќни семејства се тие кои што вината секогаш ја гледаат во други. Јас нема да должам, туку ќе изразам една голема благодарност. Најпрвин за организацијата на оваа промоција овде. Сигурно јас лично дека не сум бил за тоа, меѓутоа моите наоколу и упорниот наш катедрален парох, Дон Давор Топич, рече дека книгата е наменета за Божиот народ, црква во служба на народот. Дали вам ми се допаѓа, господин бискуп, или не, оваа промоција, оваа книга заслужува своја промоција. Еве, изразувам благодарност за сета таа организација која што тој ја приреди вечер. Благодарам на водителката која што не воведе на самиот почеток и нејзиниот сопруг кој што не пратеше во позадина со музиката, а јас искрено бев изненаden.
Благодарам на овие наши промотори овде, господин Дарко, сестра Мартина, господја Катица Трајковска, кои што во своите промоции, во своите говори, бија кратки, меѓутоа многу јасни. Од тука изразувам една голема благодарност ни. Благодарам на директорката, која што ни обозможи да оваа промоција се одвива овде во спомен куќата на блажена мајка Тереза и самите вие слушнавте и јас се послужив со зборовите многу пати на блажена мајка Тереза, многу пати и со молитвите кои што се изразили. Книгата има два дела, а повод беше тоа што Светиот Отец Папа од 2014 година свика вонредна епископска синода за семејство. 2015 година тој прогласи година на посветениот живот, што ние требаше да направиме како една помесна локална црква, кога врховниот поглавар не повикува на што најповеќе да обратиме внимание. Сепак, просветлувањето на Светиот Дух доведува до тоа дека многу семејства денес се во криза. Всушност, криза на верата во семејство. Јас, заедно со моите соработници, значи сето тоа што е тука направено, е направено заедно со браќите свештеници, честните сестри, со сите наши верници заедно. Тоа е плод токму на нашите 2 годишни пасторални дејства во нашата црква овде. И на крајот заклучок е дека сите ние сме едно големо духовно семејство. Едни со други можеме да одиме напред и едни со други да бидеме за доброто на црквата и општеството таму каде што живееме. Благодарам. Благодарам за убаво искажаните зборови. А јас ќе продолжам со благодарноста. Сега би сакала да се заблагодарам на учесниците на оваа промоција, но пред се на чинителите на оваа духовно дело, почнувајќи од издавачот Софија Богданци, рецензентот доктор Зоран Стојанов, лектура и коректура Катица Трајковска Абјанич, фотографија отец Димитар Ташев, сестра Климентина Стојанова, на печатницата Софија Богданци, промоторите Дарко Мајдич, сестра Мартина и Катица Трајковска Абјанич. На магистер Лиерка Тотнаумова, која читаше делови од книгата, која инаку е член на Македонското друштво на писатели, како и член на Хрватското друштво на писатели. На господин Михајло Челиновски за прекрасните звуци на клавирот. Благодарност и до медиумите за нивното несебично учество. Но исто така голема благодарност би сакала да изразам на спомен куќата мајка Тереза, особено на директорката господја Рената Здравковска, која секогаш кога ќе се промовира се она што е духовно, ги отвара вратите на оваа куќа која го носи името на блажена мајка Тереза, која оваа година ќе биде прогласена за света. Благодарам на вас, оче бискупе, за ова културно духовно творештво. На крај би сакала да се заблагодарам на сите вас присутни и би завршила со цитат од автор на оваа книга. Во надеж дека овие духовни размислувања ќе бидат повеќекратно корисни, ви ги предавам со онаа љубов со која оваа книга е и пишувана. На крај, во духот како ја почнавме оваа вечер, така и да ја завршиме со звуците на клавирот на убавата мелодија.
Бог да ве благослови и секое добро до некоја наша следна средба, но со ист повод. Книгата може да ја земете веќе тука во галеријата од моја лева страна, а потоа ве канам на мал коктел доле во приземје вон домот.